Гусарскиот брод. Само една зелена светилка ми журкала над потокот близу устието на Гусарската река, што го означувала местото каде што бил закотвен гусарскиот брод Веселиот Роџер, обвиен со морска трева, целиот украсен со искубани пердови, што представувало гнасна слика. Тој брод бил канибал на сите мориња и океани и безбедно пловел поради стравот од неговото име. Бил заштитен од темнината на ноќта и ниеден звук од него не стигнувал до брегот, освен зузукањето на машината за шиење каде што седел Смит, секогаш работлив и услужлив, како што во природата на тажниот Смит. Не знам зошто бил толку многу тажен, можеби зашто не бил свесен за својата патетичност. Дури и посилните луѓе брзо го вртеле погледот од него и повеќе пати му се случувало во летните вечери да го расплаче, дури и кука. Но за тоа како речиси се друго, Сми воопшто не бил свесен. Неколкумина гусари биле потпрени на оградата од бродот, опивајќи се од гнасните испарувања на ноќта. Други пак биле собрани околу бурињата играјќи карти или коцкајќи се, а четворица што ја носеле кукичката лежеле спружени на палубата, па дури и во сонот се превртувале, ден на едната, ден на другата страна, вешто избегнувајќи да бидат на дофат на Кука, за да не ги закачи со куката. А Кука, потонат во мислите, чекорел на палубата. О, човек, душо загадочно, тоа бил неговиот час на триумф. Петар за секогаш му се тргна од патот. А сите други деца биле на бродот, па наскоро ќе прошетаат по штицата. Тоа било неговото најгрозно злосторство откако го средил барбекю. А знаејќи како и сите ние, колку јалов рам е човекот, нема да бидем изненадени што сега неуморно чекори по полубата, ваму-таму надуен како едро од ветрот на сопствениот успех. Но немало восхит по неговиот чекор, чекорот што бил усогласен со ритмот на неговиот мрачен ум. Кука бил многу нерасположен, а често бил таков кога во тишината на ноќта на палубата разговарал сам со себе. А таков бил зашто бил многу осамен. Тој таинствен човек се чувствувал најосамен кога бил обкружен со своите пци. Тие биле на многу пониско интелектуално ниво од него. Неговото вистинско име не било Кука. Ако откриеме кој е всушност, целата земја ќе плане. Но оние што умеат да читаат помеѓу редови, сигурно ќе погодат. Тој некогаш порано учел во познатото приватно училиште, а традицијата на тоа училиште го бивала како тешка наметка. Така и денеска сметал дека е неумесно да излезе на палубата во истата облека во која се борел, а водот бил малку подгрбавен и млитав, што било славна одлика на питомците на тоа училиште. Но над се успеал да зачува својата страст на добро однесување. Добро однесување, без оглед на тоа колку се изопачил во меѓувреме, бил свесен дека надворешниот изглед е најважен. Длабоко во себе слушал чкрипење на раѓосаните порти и низнив грубо туп-туп-туп како тропање во ноќта кога сонот не ни доаѓа. Успеа ли денеска да го зачуваш своето добро однесување? Било вечното прашање. Слава, Слава, таа блескава играчка сега е моја, извикал. Дали е знак на добро однесување да се истакнуваш во се нешто? Му одговорило тоа туп-туп-туп од неговото училиште. И јас сум единствениот кој дури и барбекю се плашеше, одговорил храбро. Дури Кременко се плашеше од барбекю. Кременко, барбекю, од кој? Куќа, го пресекол одговорил. А тогаш му дошла мисла што најмногу го вознемирила. Не ли е размислувањето за добро однесување знак на добро однесување? Тоа е прашање што го измачувало до коска. Тоа било Кука, што била поостри од железната и додека го длавела, пот му се седала низ лицето бледо како свеќе капејки му на елекот. Честопати ќе го избришал лицето со ракавот, но тоа поточе постојано капало. О, не завидувајте му на Кука. Имал некакво предчувство за скорешна смрт. Не баре страшна клетва на Петар се спуштила на бродот. Бил обземен од мрачната желба да одржи предсмртен говор, зашто наскоро и за тоа ќе нема време. За Кука било подобро, извикал, да има помалку славолюбие. Само во своите најмрачни моменти за себе говорил во трето лице. Ниедно дете не ме сака. Чудно што помислил на тоа, зашто таа мисла никогаш не го измачувала. Може би му дошла на ум поради машината за шиење. Долго така мрморел во себе, изјебајќи во Сми, кој спокойно поравувал убеден дека сите деца се плашат од него. Да, се плашат. Од Сми? На бродот немало дете што веќе не го засакало. Им кажувал ужасни работи.
Ги удирал со дланка, зашто немал срце да ги удри со тупаница. Но тие уште повеќе му се лепеле. Мајкл дури и ги пробал неговите очила. Да му се каже на кутриот Сми дека го сметаа за симпатичен, Кука горел од желба да му каже, но тоа му се чинело многу грубо. Наместо да изговори, таа мистерија постојано му се вртала во главата. Зошто го сметаа за симпатичен? Проблемот го следел како верно куче, а сепак Сми е симпатичен. Зошто е тоа така? И страшниот одговор сам се појави. Добро се однесува. Дали првиот офицер тоа го стекнал без да биде свесен за тоа, што е знак за многу добро однесување? Се сеќавал дека требало да докаже дека не си свесен да го имаш, за да можеш да бидеш примен во училиштето. Со бескрајен крик ја кренал железната кука над главата на Сми, но не го расперал. Го запрело следното размислување. Да го расперам овој човек зашто добро се однесува, што би значило тоа? Дека не се однесуваш добро. Несреќниот кука бил немоќен и мокар до пот, па паднал на нос како скинат од цвеќе. Неговите пци помислиле дека им се тргнал од патот за известно време, па стегата веднаш попуштила и сите почнале развратен танц, што веднаш го кренало на нози. А сите трајги на човечка слабост одеднаш исчезнале. Не баре некој на него истурил полно ведро со вода. Тишина, глупчевци, извикал. Или ќе ве погодам со сидрото. Одеднаш викотниците стивнале. Сите деца се оковани да не можат да побегнат. Да, тогаш кренете ги горе. Кутрите заробеници ги извлекле од подпалубата, сите освен ведни, и ги наредиле пред него. Известно време, тој како да не бил свесен за нивното присуство, се врткал подпевнувајќи тивко делови од некоја проста песничка, мешајќи шпил карти. Од време на време жарот од цигарата му давал малку боја на неговото лице. Сега, разбойници, проговорил брзо. 6 минут вас вечерва ќе прошетаат по штицата, но на бродот има место само за двајца од вас да спият во кабини. Кој од вас ќе бидат тие? Немојте да го лутите без потреба, били убаствата од Венди во палубата, па затоа Штрбавиот учтиво истапил. Одвратна му била помислата да плови под командата на тој човек, но инстинктот му велел дека е попаметно да биде целата одговорност и да ја префрли на некој што го нема. Иако бил малку глупав, сепак знаел дека само мајките секогаш се подготвени на себе да го примаат ударот. Сите тие деца го знаеле тоа за своите мајки и поради тоа ги презирале, а сепак постојано го искористувале, зашто Штрбавиот мудро објаснил. Видете, господин, јас мислам дека мојата мајка не би сакала да бидам гусар, а ти, Свирко, дали твојата мајка би сакала да бидеш гусар? Му намигнал на Свирко, па тој одговорил со тажен глас. Не верувам, не баре сакал да не е така. А твојата мајка близнаку, дали би сакала да бидеш гусар? Не верувам, одговорил првиот близнак, бистр како и другите. А ти, Веселко, дали? Прекинете со тие глупости, згрмел Кука. Па сите што проговориле, ги одвлекле долу. А ти, дете? Му се обратил на Џон. Ми се чини како да имаш малку смелост. Дали ти, детенце, би сакал да бидеш гусар? Џон понекогаш имал слично малтретирање по математика, па сега се прашувал од каде Кука го нашол баш него. Еднаш порано сакав да се викам Црвеноракиот Джек, рекол срамежливо. Убаво име, навистина. Така ќе те викаме ако ни се придружиш. Што велиш ти, Мајкл? Прашал Џон. А како ќе ме викате мене ако ви се придружам? Прашал Мајкл. Црнобрадиот Џо. Тоа на Мајкл му оставило најголем впечаток. Што мислиш, Џон? Сакал Џон да одлучи за тоа, а Џон пак сакал брат му да одлучи. Дали и понатаму ќе бидеме верни поданици на нашиот крал? Прашал Џон. Одговорот Кука го процедил низ зъби. Ќе треба да се заколете, долу кралот. Можеби Џон до овој час не се однесувал најдобро, но затоа сега блеснал. Тогаш одбивал, извикал и удрил во бурето пред Кука. И јас одбивам, извикал Мајкл. Владај Британијо, ги запеал кадрави од почетните стикови од една патриотска песна. Збеснатите гусари им удриле тупаница по муцка, а Кука згрмел. Со ова си ја запечативте судбината, донесете ја и нивната мајка, подгответе ја штицата. Биле само деца и пребледеле кога виделе како тетовираниот и Кеко ја поставуваат копната штица. Сепак настојувале да бидат храбри кога ја донеле и Венди. Немам зборови да го опишам презирот што го чувствувала Венди кон гусарите. Гледале некаква романтика во животот на гусарите, а таа го гледала само бродот што со години не го чистиле. На целиот брод немало ниту едно чисто пенџере на кое со прст не можело да се напише и измиме, а таа
на неколку веќе напишала. Но кога децата ја отколиле, тогаш таа се разбира, размислувала само како да ги спаси. Поубавице, рекол Кука, а од устата му течело мед. Сега ќе ги гледаш твоите деца како шетаат по штицата. Тој бил фин господин, но поради бесот со кој го кажал тоа, се извакал високо пласираната јака и од ненадеж сватил дека Венди го наблюдува. Со брзо движење се обидел да ја скрие, но веќе било премногу доцна. Дали ќе умрат? Го прашала Венди со таков презир, што тој за малку ќе се несвестил. Да, заражал тој. Тишина, викнал злобно. Последните зборови на мајката за незините деца. Во тој момент Венди била достоинствена. Ова се моите последни зборови, драги мои деца, рекла со цврст глас. Чувствувам дека треба да ви ја пренесам пораката од вашите вистински мајки, а таа гласи: се надеваме дека нашите синови ќе умрат како вистински джентлмени. На тие зборови дури и гусарите имале страх од почит, а Штрбавко речи си хистерично извикал: јас ќе ги исполнам очекувањата на мојата мајка, а ти, Веселко, она на што мојата мајка го очекува од мене, ќе го исполнам. А ти, Близнек, ќе ги исполнам очекувањата на мајка ми, Џон. Ти, но... Кука успел да се соземе. Врзете ја, викнал. Сми ја врзал за јарболот. Слушај ме, драга, прошепотил. Ќе те спасам ако ветиш дека ќе ми бидеш мајка. Но таа такво нешто не можела да му вети дури ни на Сми. Повеќе би сакала да умра без деца, рекла презриво. Тажна е помислата дека ниедно дете не сакало да гледа како Сми ја врзува за јарболот. Сите погледи биле вперени кон штицата на која ќе тргнат во последната куса прошетка. Не можеле повеќе ниту да веруваат дека тоа ќе го направат машки, зашто не биле способни повеќе да размислуваат, можеле само да гледаат и да треперат. Кука им се насмевнал со стиснати заби и зачекорил на кај Венди. Сакал да ја го заврти лицето, за да гледа како децата едно по едно шетаат по штицата, но не стигнал до неа и не го слушнал крикот на болка што се надавал дека ќе го извлече од неа. Наместо тоа, слушнал нешто друго. Тоа било ужасното тик-так од крокодилот. Сите го слушнале. Гусарите, децата, Венди и сите глави веднаш, како удар на ветер. Се вратиле во истата насока, но не кај морето, од кај што допирал звукот, туку на кај Кука. Сите знаеле дека тоа што сега следува се однесува само на него, така што од актери одеднаш станале публика. Било многу страшно да се гледа промената која настанала кај него. Не баре му ги секле сите конци, се исклучил, звукот се повеќе се приближувал, па му доаѓало наум ужасна мисла. Крокодилот ќе се качи на бродот. Дури и железната кука висела неподвижно, не баре не е составен дел од она што тој го посакал, силата што напаѓа. Оставен така сам, секој друг би останал да лежи со затворени очи на местото каде што паднал, но киклопскиот ум на Кука неуморно работел, така што почнал да лази на колената врз палубата, бегајќи пред звукот што е можно подалеку. Гусарите со почит му го ослободувале патот, дури и кога се кренал на оградата, конечно проговорил: "Скријте ме!" извикал со засипнат глас. Сите се собрале околу него упорно, гледајќи во суштеството што се качувало на бродот. Не ни помислувале да се спротистават, тоа била судбината. Дури кога Кука се скрил од последните деца, љубопитноста им ги олабавила рацете и нозете, за да отидат до оградата и да го видат крокодилот како се качува на бродот. Тука ги чекало најголемото изненадување од сите што ги донела таа ноќ, над сите ноќи. Напомош не им доаѓал крокодилот, туку Петар им дал знак да не испуштат глас, но одушевување што би можело да предизвика сомнеш. И продолжил со тик-так, тик-так.